Интернет, шо правиш? Гледавте Факфест? Макфест? Добро, за тоа друг пат. Најново нешто од областа споменици, мостови, лавови и други градби на кои очигледно врнежливото време им одговара, па како печурки никнуваат во главниот ни град, е и панорамското тркало, популарно наречено рингишпил. Вие сте исклучително сегментирана и паметна публика и знаете дека за ова нема што да се каже. Освен дека државичкава ни беше циркус уште пред тоа. Не ни треба рингишпил да се поциркузиме. Ние сме си поциркузени одамна. Иако за теоретски да биде ова вистина, треба 1/4 од населението да се облакаат како кловнови. Добро, сабота и недела не мора. Не знам колку од вас во последно време сте излегле и сте се направиле стомни. По неколку години обемно истражување на тема варијации на збор што означува ексесивно конзумирање алкохол, открив дека не постои збор што не може да се употреби како синоним за мортус пијан. Пиеше вчера? Кјути се направив камен. Кјути се направив шпорет. Кјути се направив мишка, зелка, салата, француска пудлица, дигитрон, арпаджик, магаре, слон, индонезиско бафало. Можностите се неограничени, иако сите се синоним на еден единствен прост одговор. Пиеше вчера? Да. Марфиевиот закон на денот. Работите ќе тргнат на лошо тогаш кога најмалку ти треба. Да ја земеме на пример една скорешна сабота. Јас дома работа до овде, телефонот ми звони како да е на Бетмен, не знам кој мејл попрво каде да го пратам и одеднаш снемува интернет. Тоа не е се. Снемува и телефон и телевизија. Збунет од наглото враќање еден век наназад, го земам мобилниот и се јавувам во службата за негрижа на корисници и го слушам следно. Ја добивте службата за негрижа на корисници, овде жаре, како можам да ви помогнам? Вака и вака. Дајте ми ги вашите податоци и екипата ќе дојде секој момент. Телефон тој и тој, адреса она и корисник тој и тој. Приметувате дека адресата и корисникот ми се исти. Чудна работа. Екипата ќе дојде наскоро, без гајле, без гајле. 2 часа подосна ни трага ни глас од храбрите телекомуникацијски витези. Ало, уште ве нема. Мора да е некоја мискомуникација, господине. Мој предлог е да напишеме нов налог. Ајде, телефон тој и тој, адреса она и корисник тој и тој. Да. Екипата ќе дојде секој момент, господине, без гајле, без гајле. 2 часа подосна, којотот беше поблиску до тоа да ја фати птицата отколку екипата до мојот скромен дом. Ја добивте службата за негрижа на корисници. Овде жаре, како можам да ви помогнам? Јас инаку не се нервирам многу лесно, ама како да ми помогнеш? Да си го ставиш тук, а вие на глупава таму да ве сите ве пичка на ве магаре едно глупо телекомуникација. Како што препоставувате 2 часа подосна веќе привршував со испраќање мејлови додека уживав со VH1 и пријатен телефонски разговор. Луѓе со сила нема правдина. Со малку повишен тон, така. Без зезање мислам дека е фера кога веќе плаќаме толкави сметки за кои заслужуваме 2 амазонки еднаш неделно да не хранат со грозија и масираат со ретки етерични масла. Ако ништо друго да не ги чекаме 2 недели кога ќе пријавиме проблем. Тоа е најмалку што треба да добиеме. Тоа е тоа, се надам се привикнувате на ладнови дека се е окей дома, на работа и каде и да одите. Ако имате слободно време да читнете некоја биографија, може да прочитате Тесла. Man Out of Time, многу добра книга. Бешка види какви бркчиња имал Тесла. Типот имал високо ниво на концентрација. Тесла, за разлика од другите кога читал биографии, не сакал се да биде мирно. Напротив, сакал да паѓаат громови. Окей, дечки, се најдобро.